Два аргументи даваат најдобар одговор на прашањето зошто во Советот на градот треба да има повеќе советници од СДСМ и коалицијата. Прво, за да се запре сето она што не треба да се прави, и второ, за да се поминат проектите за кои сите вие се согласувате дека му се потребни на градот, а градоначалникот не ги почнува или воопшто пак ги нема во својата програма. Такви се, например, проектите за изградба на нов мултифункционален спортски комплекс и конечно парк во Тетово, затоа што тетовчани и тетовчанки тоа го заслужуваат. Јас можам да ве повикам на овој начин да ја дадете поддршката за моите колеги од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, бидејќи доаѓаме од иста партија, иста коалиција, а во партијата од каде доаѓаме, тоа што го ветуваме, тоа и го реализираме. Вие сите знаете колку добија војниците од Тетово, вашите сограѓани кои застанаа во армискиот строј и ја чуваат нашата држава. Знаете дека Законот за служба во армијата стоеше заглавен во собранието повеќе од една година блокиран од опозицијата. Со решенија на кои припадниците на армијата, меѓу кои и вашите сограѓани, чекаа со нетрпение. Но, со посветеност и истреност, предложивме нов, уште подобар текст на закон кој се усвои во собранието. Се што ветивме, сега се реализира. Војниците и офицерите, на кои изминатите 4 години месечните приходи им пораснаа за повеќе од 50%, сега со овој нов закон добија уште едно покачување. Правото на користење на средства од над 9000 денари за станарина. Од сега го има веќе секој војник штом ќе стапи во редовите на армијата. Условите за пензионирање се уште поповолно за исплата на отпремнина износот е исто така уште поповолен од претходно. Сега, секој војник кој служел на државата ќе може да земе отпремнина од околу 20.000 евра. Следната година започнуваме и со реконструкција на објектите во Тетовската касарна. Подготвуваме и нов проект Центар за обука во зимски услови на Попова шапка. Ова е само мал дел од сето она што нашите војници, офицери, нашата војска го заслужува.